И покрај тоа што интернетот нуди електронски изданија, печатените книги и понатаму остануваат интересни за младата популација. Онлайн најчесто се чита англиска и американска литература, но сепак за младите што навистина сакаат да читаат, прекумерното време поминато со компјутерите не ја уништува љубовта кон пишаниот збор. Се купува главно кога книгите се на попуст, а во делот на жанровите нема ограничување. Историски книги, мистерии, авантури, љубовни романи, психолошки и социолошки книги, како и стручна литература. Желбата за читање кај младите се уште не згаснала. Поубаво е кога ја имаш книгата во раце, а од онлайн читањето болат очи, велат тие што одлучија да го посетат годинешниот саем на книгата. Болат очи. Да, болат очи и поубаво е кога ја имаш книгата во раце отколку на интернет или на компјутер. Мислам дека наместо на Facebook 30 минути, 10 минути на Facebook и 20 минути да прочиташ книга, секој ден подобро би било. Сакам книгите на Аманда Квик и тие што се например од ориентот на Египет, Пакистан, Афганистан, мислам таа од муслиманската вера. Мистерија, хорор, трилери најчесто, како што има и дефицит, има и суфицит на луѓе кои што, например, мои пријатели кои што почеле да читаат сега баш во средно училиште. Дека има интерес кај младите за купување книги потврдуваат и издавачите. Велат, македонската публика покажува интерес за читање, а интересен е фактот што младите повнимателно ги одбираат насловите и авторите на книгите што ги купуваат. Додека помладите генерации најчесто си купуваат книги по свој избор, студентите се одлучуваат за стручна литература. Изненадувачки е фактот дека голем број од младите навистина ја сакаат книгата, велат издавачите. Вака од 18 години, 18 до 30 години. Повеќе тие и добро што секој сајм има се повеќе и повеќе заинтересираност. Да, има интерес. Мене особено ме радува тоа што секоја година се побројни младите особено. И драго ми е тоа што и кај нив постои една селекција, значи во тоа што го читаат. Не како порано, значи не купуваат се што им се презентира, значи внимателно одбираат, гледаме наслови и автори и така натаму, и тоа е добар сигнал. Зачудувачки е фактот дека младите читаат. Навистина младите читаат. И сега нормално економската страна им е послаба, па затоа сакаат поевтини книги се и најчесто сајмите се многу посетувани од младите луѓе зашто тука има попусти, сите издавачи даваат попусти. Ако некогаш важеше правилото дека книгата е прозорец кон светот, компјутерите полека но сигурно ги менуваат работите. Таблетите и електронските книги стануваат се поинтересни за младите луѓе. Сепак, ако пред 10 години бевме уверени дека виртуелниот целосно ќе го замени пишаниот збор, времето покажа дека книгите остануваат барани од младите луѓе. Младите во Македонија читаат и навистина сакаат да купуваат книги, посебно кога има добар попуст.